Испитач на усни со вештачка интелигенција откри што Хоакин Феникс наводно и рекол на Лејди Гага откако го гледале нивниот нов филм Џокер, лудило за двајца. Односно, барем така изгледа според видеото кое се шири на социјалните мрежи. Феникс и Лејди Гага глумат во новиот филм за Џокер и беа видени како разговараат откако го гледаа на филмскиот фестивал. Видеото се шири на социјалните мрежи, а многумина се обидоа да откријат што си кажале. Кога децата се болни и не можат да одат на училиште, не е само болеста што може да биде исцрпувачка, одвојувањето од училницата и соучениците исто така може да го направи своето. Роботот IVI-1 изгледа како поедноставена верзија на човечка глава и торзо. Може да се ротира за 360 степени, има камера, микрофон и звучник. Наставниците го ставаат на клупа во училницата, а ученикот го контролира од далечина користејќи апликација за која им е дадена единствена лозинка. Солсбери изјави дека можеби најголемата предност на роботот е неговата способност да одржува социјални врски. Таа ја сподели приказната за 15-годишен студент од Ворвикшир, Англија, кој го користел IVI-1. Неговите пријатели го однеле роботот на ручек и на тој начин го вклучиле во нивните социјални активности. Насилни протести избија во албанската престолнина Тирана. Според информациите на А2 CNN, 2 повредени лица се испратени во универзитетската болница Мајка Тереза, а трето лице е испратено во санаториум, откако имало проблеми со дишењето од солзавецот. Според медиумот, полицаец е испратен во болницата за траума, но неговиот живот е надвор од животна опасност. Државната полиција соопшти дека од протестот на опозицијата и од експлозивот фрлен на неколку точки во главниот град се повредени 10 полицајци. Форензичарите почнале акции за документирање и прибирање докази по експлозивот што бил фрлен кон канцеларијата на премиерот Еди Рама. Неодамна албански пратеници запалија столици во Тирана, а по некој ден палеа и кукла со ликот на Рама. Ураганот Милтон брзо зајакна до категоријата 5 додека се движи кон брегот на Мексиканскиот залив во Америка, објави Американскиот национален центар за урагани. Пријавени се силни ветрови до 250 км на час додека Милтон се движи кон Флорида, каде што се очекува да падне на копно во среда вечер или рано наутро во четврток, објави Центарот за урагани. На жителите на Флорида им беше кажано да се подготват за најголемата евакуација во последните години, а гувернерот Рон Де Сантис предупредува дека времето за евакуација брзо истекува. Предупредувањата за ураганот Милтон доаѓаат само 10 дена откако ураганот Хелен, најсмртоносниот ураган што дошол на копно од Катрина во 2005 година, го погоди југоисточниот дел на САД, убивајќи најмалку 225 луѓе. Стотици луѓе се уште се водат како исчезнати.